Афоризми. Која е оваа книга по ред и како помина промоцијата? Вчера имаше промоција на две книги. Значи, едната е книга со мои афоризми, избор на мои афоризми објавени во претходните, тоа се стари афоризми, објавени во претходните книги. И некои понови афоризми кои што не се печатени во книги, меѓутоа се објавувани во некои хумористично-сатирични списанија, пред се во Јеш и во Македонија во Балканиум. А другата книга е со наслов Друштво на бесмртните афористичари. Во таа книга тоа е всушност едно сведоштво на една плејада од околу 60 афористичари кои што твореле тука на бившите југословенски простори и кои што се починати во периодот од 2016 до 2022 година. Именно во тој период имаше многу афористичари кои што починаа, поголем број онив од короната, а меѓу тие 60-тина имаше тројца македонци. Иван Карадак, Спиро Джајков и Дарко Марковиќ, кој што е попознат како карикатурист. Како помина промоцијата вчера? Промоцијата, според изјавите на оние присутните кои што били на претходните промоции, рекоа дека ова била најдобрата промоција до сега. Рецензентот за мојата книга со афоризми беше српскиот познат писател, есеист, афористичар, литературен критичар Битомир Теофиловиќ. Тој не беше присутен, не можеше да биде присутен, така да имат и тука промотори, имав од тука од Македонија, познатиот писател Љупчо Силјановски, председателот на Сдруженијето на афористичари на Македонија Јане Атанасовски. И мислам дека се беше добро. Колку афоризми ќе може да прочитаат читателите во оваа новата книга? Некаде околу скоро 500 афоризми. На кои теми се зборува, на кои теми пишувате? Има разни теми, се пишувам пред се сатирични афоризми, каде што се пишува за аномалиите кај нас во општеството. Тема ми се политичарите нормално, социјалниот живот, проблемите на народот и така натаму, меѓутоа покрај тие сатирични афоризми има доста и од другите области, бидејќи насловот на книгата е, ќе видите вие што е тоа мрак, и самиот наслов навестува дека ќе ме намилее од некои тешки така црн хумор и така натаму. И така ми беше првобитната замисла, меѓутоа во разговор со уредникот на книгата и со рецензентот ми предложи и некои други, бидејќи не е само таа единствена тема, има и посветли точки, така да имам и доста и на други општи теми од животот, машки и женски односи и така натаму. Така, кој поред се овие две книги ваши? Ова Друштвото на бесмртните афористичари ми е 9-та книга поред, а ова книгата ќе видите вие што е тоа мрак, со избор на мои афоризми ми е јубилејна, да речеме, 10-та книга, а сега ја користам приликата да ја најавам наскоро, значи многу скоро, и мојата 11-та книга, а прва со епиграм. Така, кажете ми, каков е односот на граѓаните нели кон афоризмите, дали ги читаат, дали ги бараат, какво е вашето гледиште? Видите, ние како народ, македонците се пред се духовит народ и сакаат и хумор и сатира, имаат прилика да слушаат многу хумор и да се смеат на политичари на нивните говори, на нивните седници и така натаму. А сега во овие списанија македонски, да речем, има многу малку простор, од секогаш има така малку простор за афоризмите. Јас на време пишував, има редовна рубрика во Шпиц и редовна рубрика во Македонско сонце, меѓутоа сега прекинаа да излегуваат и едното и другото списание, така да и не препорачувам на некој друго сега да ме понуди да пишем, оти може и него да го затворат.
А сега во последниве 3 години, значи излегува едно навистина квалитетно, не само кај нас, него пошироко на Балканот едно списание, и се така се вика Балканиум. Еве веќе има излезено 30 број, и јас сум редовен тука учесник, застапен во тоа списание. Во тие 30 броја досега имам објавено околу 350 апоризми и 200 епиграми. А покрај, значи, Балканиум сум еден од двајцата соработници, редовни соработници на најпознатото балканско списание за хумор и сатира Јеш. Ви благодарам многу. Молам.